Европскиот фронт кој СДСМ и ДУИ го формираа се распадна како кула од карти. Од фронтот кој требаше да ги обедини партиите и да повлече и нови политички субјекти во нивното друштво, не остана ни Ф. СДСМ Бога молеа да има заедничка коалиција со ДУИ и за председателски и за парламентарни избори. Затоа се чини и го направија тој фронт. Но нискиот рейтинг и политичките трикови на нивните опоненти им ги растурија плановите. Затоа секоја партија и си најави посебна кандидатура за председател. Според поранешниот амбасадор Донев, тој Европски фронт бил само пиар стратегија и ништо повеќе. Да видиме истини од Европскиот фронт, тие две партии немаат ниједен напред. Не подржуваат ништо сериозно од она што треба да се спроведат као европски политики во Македонија. Тоа беше еден трик кој што сакаа да го пласираат, меѓутоа не им излегува по ноите. Според Донев, покрај нискиот рейтинг и несагласувањата за парите и тендерите, имаа удел во тоа што фронтот уште не профункциониран, се распадна. Но една од најголемите причини зошто не успеа е тоа што го направи здружената опозиција во Македонија од албанската заедница. Нивниот председателски кандидат Арафари излезе со доста порадикални барања, дури мораше да го следи вчерашната изјава на Али Ахмети, беше јасна. Така да јас не верувам дека ни не за председателски избори, ниту за парламентарни, дека ќе успеат да направат коалиција. А ако направат коалиција, тоа значи дека СДС и онаа мала поддршка што има сега во моментот ќе изгуби. На крајот на минатата година СДСМ започна иницијатива за формирање на широк европски фронт на сите политички и општествени чинители кои што го поддржуваат членството во ЕУ. Тој беше најавен како Европски фронт за европски стандарди и европски вредности за подобар живот. Во фронтот учествуваше и ДУИ, но резултати никакви не видовме, ниту пак никакви европски промени, туку само продолбочување на веќе постоечките проблеми, но и креирање на нови, како оној со недостатокот на пасоши, каде над 650.000 граѓани останаа затворени во Македонија, што не само не е европски, туку и се коси со основните човекови права, како она за слобода на движење.